Почитувани граѓани, почитувани новинари, заложбите на парламентарното мнозинство, на владата, на единиците на локалните самоуправи и на надлежните институции за заштита на светското наследство на Охридскиот регион се препознаени и соодветно валоризирани. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО со консензус донесе одлука природното и културното наследство на нашиот Охридски регион да не биде впишано на листата на светско наследство во опасност. Со оваа одлука, Комитетот го препозна и уважи напредокот на Република Северна Македонија во насока на зачувување на исклучителната универзална вредност на Охридскиот регион. Ова е признание за преземените конкретни мерки за напредокот за зачувување на вредностите на Охридскиот регион, но и силно и гласно предупредување дека сите мораме постојано да го штитиме охридското, македонското и светското наследство. Ова не значи дека работата е завршена. Пред нас се уште се бројни предизвици, но со максимална ангажираност и посветеност заеднички ќе ги надминеме. Како што најави и владата, во периодот што предстои, заедно со Албанија, ќе ја засилиме соработката и координацијата со Центарот за светско наследство и соодветните тела на УНЕСКО, како и со Европската Унија и другите стратешки партнери со цел целосна имплементација на планот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Северна Македонија продолжува со исполнување на препораките на УНЕСКО и одлуките на Комитетот за светско наследство во соработка со општинските власти во Охрид, Струга и Дебрца, како и со граѓаните и надлежните институции. СДСМ преку владата и институциите што ги предводи останува цврсто посветена на заштитата на Охридскиот регион, но и на унапредување на квалитетот на животот на сите граѓани кои живеат во овој регион, кој е препознаен и признаен како светско наследство. Благодарам.